министер Зоран Јолевски. На ваша иницијатива, Министерството за одбрана и армијата на Република Македонија прават проект, телевизиска емисија. Емисијата организацијски и концепцијски представува сосем издржана иницијатива, чија реализација ве конечно доживуваме. Можете ли нешто да ни кажете околу вашето директно учество во креирањето на истата и што во суштина според вас значи овој проект за Министерството за одбрана и за армијата на Република Македонија? При преземањето на оваа функција како министер за одбрана, ја истакнав дека ја гледам оваа функција во служба на армијата на Република Македонија, а со тоа и во служба на Република Македонија. Што тоа значи? Тоа значи дека целта ми е мене како министер, меѓутоа и на владата на Република Македонија и на врховниот командант на Република Македонија да создадеме услови армијата да функционира што е можно подобро, да им обезбедиме соодветна обука и соодветно образование на кадрите на армијата на Република Македонија, меѓутоа и да работиме на вториот сегмент кој што е значаен за секоја армија да добијат соодветна опрема. И третиот сегмент кој што е мощно значаен за квалитетна армија е да работиме на стандардот на припадници на армијата на Република Македонија. Овие се три сегменти кои што се главна воделја во функционирањето на Министерството за одбрана и главна воделја во тоа што јас како министер за одбрана го правам. Во вашиот мандат отворивте повеќе аспекти кои на некој начин ја детерминираат АРМ и Министерството за одбрана во повеќе сфери. Од позиција на министер за одбрана на Република Македонија, наведете ни ги круцијалните проекти и теми со кои се занимаваат Министерството и армијата и кои се исклучително битни за јавноста, особено во време кога гледаме дека регионалните, континенталните и светските тензии не стигнуваат. Учеството на припадници на армијата на Република Македонија во меѓународните мисии, вклучувајќи ја мисијата ИСАФ, мисијата Одлучна поддршка, често пати го кажувам како двонасочна авенија. Во една насока, ние како држава, преку нашите припадници, придонесуваме за стабилност во другите делови на светот, за зајакнување на демократијата и слободата и се покажуваме како достојни меѓународни партнери на меѓународната заедница во постигнувањето на овие цели. Другиот елемент што е мощно значаен е тоа што нашите припадници кои што учествуваат во овие емисии се здобиваат со огромно искуство и тие стануваат многу поквалитетни офицери и војници и имаат можност да соработуваат со офицери и војници од другите земји членки на НАТО и тоа е исто така во функција на нашите аспирации за членство во НАТО. Значи тоа е еден процес кој што е двонасочен. Ние како држава и даваме на меѓународната заедница поддршка во напорите за зајакнување на мирот и стабилноста во другите делови на светот, меѓутоа истовремено нашите војници и офицери се здобиваат со мощна и квалитетна обука и вештини. За истакнување дека во последнава мисија Одлучна поддршка во Ирак, учеството на армијата на Република Македонија е со значаен број на штабни офицери. Тоа покажува дека нашите офицери имаат висок квалитет и е мощен добар показател. Миграцијскиот бран ја заплиснува нашата јужна граница. Истиот од транзицијски и потенцијално стационарен аспект на пролет со нешто подобри временски услови објективно и прети на Македонија. Како понатаму? Геополитичката ситуација во светот и во Европа последниве неколку години се промени. Настаните во Сирија имаат големо влијание на геополитичките состојби во Балканот, меѓутоа во Европа пошироко. Ние од аспект на армијата на Република Македонија, од аспект на Министерството за одбрана, внимателно ги следиме овие процеси, правиме анализи, се консултираме со нашите партнери и во основа на сите овие активности правиме соодветни стратегии за справување со овие предизвици. Нашите граѓани беа сведоци на поставувањето на оградата на нашата јужна граница,
кое што беше направено во рекорден краток рок и мощно и квалитетно. Сето тоа не беше случајно, туку беше резултат на овие подготовки. Ние перманентно ги следиме оваа ситуација и соодветно како Министерство за одбрана, како армија на Република Македонија, ми како влада исто на Република Македонија, правиме стратегии и сценарија како да постапуваме по одредени настани. Дали армијата на Република Македонија и Министерството за одбрана го следат современиот тренд на модернизација и вооружување? Сепак сме во регион кај што можноста за ескалација на судири секогаш бдее. Гледаме дека во соседството и во регионот е речиси во наводници мртва трка во вооружување, барем што се гледа и од медиумското експонирање на оваа тема. Се работи за држави кои се во НАТО, но и држави кои не се во НАТО. Кој е вашиот став по однос на ова прашање? По превземањето на функцијата министер за одбрана во јуни 2014 година започнав процес на консултации како модернизацијата на армијата на Република Македонија да го добие своето заслужено место. Веќе во септември, по разговорите со Генералштабот, донесов одлука за формирање на проектни тимови. Во октомври месец со мое решение беа формирани 12 проектни тимови. Во секој тим имаше меѓу 10 и 12 експерти. Тоа беа лица кои што беа од тактичките носители, односно единиците кои ќе користат таа опрема, луѓе од Генералштабот, представници на Министерството за одбрана, и тие има период од скоро 9 месеци да работат на анализите на тоа што е потребно на армијата на Република Македонија, до кое ниво е развојот на современите вооружени системи и од каде тие системи може да се набават, кои се потенцијалните снабдувачи на тие системи. Има можност да посетат разни компании производители на овие системи, има можност беа поканети компании да ги презентираат своите производи во Република Македонија, а исто така ги побаравме од некои од амбасадите, земјите членки НАТО да одржат презентација на тоа што компаниите од овие држави произведуваат. Врз основа на тоа, ние ги дефиниравме потребите на армијата на Република Македонија во консултации со владата на Република Македонија. Беше договорен на начинот на финансирање на ова опрема и е започнат процес на аквизиција на опремата. Тоа ќе биде современа опрема, која што ќе биде главна намена да се заштити територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија и да може да се употребува во НАТО мисиите каде што нашите припадници ќе учествуваат. И тука исто така треба да го истакнеме и учеството во заедничката европска безбедносна политика, односно учеството на припадници на АРМ во Европската борбена група каде што сме ние членови. Министерството и армијата на Република Македонија во изминатите години и пол превзема голем број на активности со цел да се презентираат аргументите зашто Република Македонија треба да биде поканета во НАТО. Направени се бројни средби како со мои колеги министри, презентации на овие аргументи на респектирани меѓународни форми од областа на безбедноста и одбраната, се со цел Република Македонија подобро да се спреми за следниот самит на НАТО кој што е во јули 2016 година. Исто во оваа насока, мината година во јуни, во Берово, собрав 15 врвни експерти, политичари, кои што во минатото имале многу високи функции во нивните држави, земји членки на НАТО, на кои што разговаравме за стратегијата, што Република Македонија треба да направи до следниот самит во НАТО, со цел подобро да ги презентираме нашите аргументи зашто е потребно Република Македонија да добие покана членство во НАТО и да биде членка на НАТО. Со членството на Република Македонија во НАТО се придонесува не само за зајакнување на стабилноста и просперитетот на Република Македонија, туку
на целиот регион и Европа во целина. Еве едно редакциско прашање. Очекувате ли дека во овој медиумски проект АРМ и МО ќе ги пронедат своите афирмативни погледи и дали истиот ќе ги задоволи желбите на гледачите за да биде прозор кон внатрешноста и на армијата и на министерството, поготово кога се отвараат теми кои се многу пати во јавноста сервираат на еден малку подруг начин. Сигурен сум дека една ваков проект, една ваква емисија ќе придонесе многу за да информациите за армијата на Република Македонија, за тоа што припадници на армијата на Република Македонија и на Министерството за одбрана го прават да биде подостапно за обичниот граѓанин, да се запозна со животот на припадниците на армијата на Република Македонија, за тоа што го правиме, за секојдневните активности и армијата да биде поблиску до граѓаните. Господин министер Јолевски, ви благодариме на отвореноста, искреноста во соработката за оваа прва емисија и се надеваме дека во иднина интензитетот на соработка со надлежни авторитети во Министерството и во армијата секојаш ќе биде на задоволително ниво, се со цел да имаме еден медиумски формат кој комплетно ќе ја покрие оваа тематика која јавноста ја очекува. Благодарам многу и се надевам дека ќе има одлична соработка и граѓаните ќе бидат многу задоволни од оваа емисија. Почитувани припадници на армијата на Република Македонија. Еден од основните проекти на Министерството за одбрана е и проектот кој директно влијае на подобрувањето на стандардот на припадниците на армијата,
Арама мој вистински дом. Како што истакнав на почетокот, еден од моите приоритети е да се подобри стандардот на припадниците на Армијата Република Македонија. Еден од главните проекти за подобрување на овој стандард е обезбедувањето на стамбеното прашање на припадниците на армијата. За таа цел, проектот Арама вистински дом, кој што започна во 2010 година, доби на свој интензитет последниве година и пол дена. Изработен е проект, направени се договори со градот Скопје и општината Карпуш за плаќање на комуналите за изградба на овој објект во период од 24 месеци. Веќе првите рати се платени и во фаза е договарање на банка која што ќе го финансира изградбата на овој проект, а Министерството за одбрана ќе ги плати и каматите за кредитите што припадниците на АРМ ќе ги земат за купување на овие станови. Становите ќе бидат не по пазарна цена, туку по градежна цена, ќе ги продаваме онолку за колку што ќе ги изградиме, со тоа што припадниците на Армијата Република Македонија нема да плаќаат комунални такси, нема да плаќаат за подготвување на проектот и, како што реков, нема да ги плаќаат каматите кон банката, а ќе имаат можност во 20 години на 240 еднакви рати да вратат главницата од кредитот. Сите податоци поврзани со проектот Арама мој вистински дом можат да се најдат на веб страницата на Министерството за одбрана на Република Македонија morn.gov.mk. Воедно на веб страницата можете да го најдете и огласот за купување на стан во лична сопственост. Арама влегува во еден многу сериозен проект за подигање на стандардот на своите припадници. Ова е навистина една одлична можност секој нејзин припадник да го реши своето стамбено прашање. Иницијативата Балкански медицински наменски сили е проект инициран од Кралството Норвешка и Соединетите Американски држави. Истиот има за цел да ги оспособи националните медицински капацитети за работа во регионална мултинационална единица. Истиот е со постојано седиште во Скопје. The United States has been one of the original countries since 2010 that have been involved in the formation of the Balkan Medical Task Force. Along with Norway, we've served as military medical subject matter experts, advisors to the development of the Balkan Medical Task Force. And in the past 5 years, we've come a long way. The U.S. specifically has provided funding to provide equipment to some components of the Balkan Medical Task Force, as well as training for some of the military medical personnel as well. Specifically, in conjunction with Norway, this spring and summer, what we will be doing is renovating one of the facilities here on your Army installation to serve as the permanent headquarters for the Balkan Medical Task Force. That's a very important milestone. You will have office space with modern equipment, and their task will be to further develop the Balkan Medical Task Force as a permanent headquarters in Skopje, Macedonia. So that's how the U.S. had contributed to the Balkan Medical Task Force. Sada se balkanske medicinske snage nalaze u prelaznom periodu, sada smo u fazi izgradnje, to je formiranje jedinice. Od same ideje, preko procene šta ima u regionu, šta može se upotrebiti, što tiče vojno-medicinskih snaga, i posle procene zaključili smo ovih 6 nacija da je vreme da izgradimo tu jedinicu. Odlučeno je da lokacija komande te jedinice bude u Skoplju i tu će se odvijati većina aktivnosti, štabnih aktivnosti, u kome će biti predstavnici svih nacija koje grade ove balkanske medicinske snage. I za sada još nismo odredili ko će sa čime učestvovati, odnosno sa kojom opremom i sa kojim ljudima u toj jedinici, i to je pravi izazov u ovom trenutku. Dobra volja postoji, politička podrška postoji, sada je na nama da to uradimo. Očekujem u bliskoj budućnosti, u sljedećih par meseci, da ta jedinica bude formirana.
да почне sa тренингом, стандардизацијом процедура, како би веќе на пролече имали активности и вежбе у Србiji, да проверимо наш концепт, дали е он у реду или што треба исправити. Се очекува до крајот на 2016 година единицата по ратификација на овој документ од националните собранија да биде воспоставена. Постојаното седиште на Balkan Medical Task Force ќе биде во Скопје. Во Министерството за одбрана на Република Македонија се одржа работен состанок со представниците на Balkan Medical Task Force, од каде што од страна на министерот за одбрана уште еднаш беа потврдени заложбите на Република Македонија и посветеноста во проектот, со целосна поддршка за негово воспоставување и идно имплементирање на сите преземени обврски од страна на Министерството и армијата на Република Македонија. Лојалност, должност, професионализам, гордост, почит, одлучност, лидерство. Ова се вредностите со кои може да ги опишеме припадниците на македонските сили за специјални операции. Припадниците на македонските волци и ренџери станаа синоним за современ и врвно обучен војник на Арама, секогаш честни, достоинствени, во своето однесување упорни и доследни во извршувањето на своите задачи, подготвени да го ризикуваат својот живот за одбраната на својата татковина. Почетоците на професионализацијата на Арама беа почетоци и на полкот за специјални операции, кога во 1994 година беше формиран баталјонот за специјални намени, како прва единица составена само од професионален состав. Како резултат на високата мотивираност, посветеност, ентузијазам и силна желба да се биде не само најдобар, туку и совршен, баталјонот за специјални намени стана синоним за модерен и врвно обучен војник на Арама. Функционирајќи во тешки услови и носејќи се со објективните проблеми со кои се среќаваше Арама, баталјонот за специјални намени беше главното јадро за формирање на полкот за специјални операции. Силите за специјални операции на Арама се организирани во полкот за специјални операции. Наменет за извршување на екстремно тешки, сложени и политички чувствителни мисии, составени од специјално селектиран персонал, опремен со специјална опрема и специјално обучуван за тактики и техники кои ги надминуваат конвенционалните методи на војување. Припадници на полкот за специјални операции, господари на својата професија, кои безброј пати го оправдаа мотото на единицата повеќе од можното, и понатаму цврсто ќе чекорат кон височините на пиедесталот на најуспешните, каде секогаш гордо ќе го веат македонското знаме. Почетоците и формирањето на тенковската единица датираат уште со самото основање на армијата на Република Македонија, како тенковски одред кој што располагаше со 5 тенка. Потогаш единицата во континуитет се развива и модернизира.
Тенковска единица практично постои од првите денови на формирање на армијата на Република Македонија како тенковски одред кој што располагаше со 5 тенка Т-34. Потоа следеше формирање на тенковски вод во рамките на гардиската бригада, опремен со истите тенкови Т-34, останати по заминувањето на некогашната ЈНА. Сега музејски експонати и цели за гаѓање на армискиот полигон Криволак. Во 1999 година, по пристигнувањето на тенковите Т-55, се формираше оклопен батальон кој обстојуваше до крајот на 2001 година. Како наследник на оклопниот батальон, кон крајот на 2001 година, се формираше оклопен батальон Т-72А, опремен со моќните тенкови Т-72А и оклопните транспортери БМП-2, оклопниот батальон, матичната единица на витезите, со последните измени во формацијата на армијата на Република Македонија, кој е континуиран процес, се трансформира во тенковски батальон. Трансформацијата на батальонот предвидуваше поставување на дополнителен персонал, кој практично и административно се вршеше до крајот на 2014 година. Со новопоставениот персонал во тенковскиот батальон од почетокот на 2015 година се отпочна со реализација на интензивна обука, со акцент на реализација на воено-стручна обука и извршување на гаѓања со вооружувањето на ОМЕ. Секој припадник на тенковскиот батальон по завршената обука е обучен и извежбан до автоматизам, самостојно и во состав на посада за извршување на наменски задачи, реализирање на долготрајни и напорни маршеви под оптоварување, пешки и на борбени моторни возила, совладување на тешко проодно земјиште, извршување на борбено осигурување, изведување на борбени дејства со висок интензитет, давање на прва помош и спасување, ракување со лично и колективно вооружување и опрема, брзо и прецизно гаѓање на различни цели со лично вооружување и со вооружувањето на ОМЕ, самостојно и во состав на повисока единица во содејство со единиците на другите родови и служби. Покрај ова, секој припадник на тенковскиот батальон се оспособува за брзо и адекватно реагирање во случај на елементарни непогоди, изведување на операции за поддршка и во секој момент да биде одлично физички подготвен за извршување на било каква задача. Ова година Војниот музеј и Министерството за одбрана ја слават 145 годишнината од раѓањето на револуционерот Дамјан Груев и ја одбележуваат 110 годишнината од загинувањето на волјата на револуцијата во Македонија, како што е опишан Дамјан Груев во историските извори од своите современици. Во едно окружно писмо по Илинденското востание, Дамјан Груев наведува дека Илинденското востание е силен доказ и го става македонскиот народ во редот на народите достојни за слобода. Познати се зборовите на Дамјан Груев на Смилевскиот конгрес "Бит ти давас" или "Готово е, свршено е", кога настанале дилемите меѓу делегатите дали ќе се крева востанието, дали Македонија е спремна. Сите дилеми ги разрешува Дамјан Груев, се избира главен штаб на востанието. Дамјан Груев, Анастас Лозанчев и Борис Сарафов се членови, определени се и нивните заменици, а она што е многу важно да се каже е и дека Дамјан Груев е избран за врховен командант, односно за главен водач на Илинденското востание во Битолскиот револуционерен округ. На крајот на септември 1903 година била донесена одлука востаничките стили постепено да се демобилизираат, а оружјето како и оваа манлихерка пушка со која што бил вооружен Дамјан Груев да бидат складирани и одложени, чувани за некој нареден период кога би започнала повторно вооружена акција на македонската војска во стегите на отоманскиот режим. Вечерта 22-23 декември 1906 година во висовите над село Русиново, кај врвот Петлец, најверојатно окружен од поброен отомански аскер и во
немање на повеќе куршумини сили да се спротистави, Дамјан Груев е смртно погоден, односно најверојатно бидејќи во неговиот патронаж не се пронајдени куршуми, со последниот куршум следејќи ја девизата слобода или смрт си го одзел животот, поставувајќи го на олтарот на слободата на Македонија. Во едно интервју за шкотско списание Blackwoods Magazine од Единбург, Дамјан Груев во 1906 година потенцира дека организацијата е всушност еден административен механизам на подземна република кој што ја штити од тиранијата на отоманскиот режим. Подземната република со идеалите, делото што го оставил Дамјан Груев во текот на Втората светска војна блесна и се создаде на еден дел од територија на Македонија во форма на држава. Делото на Дамјан Груев е опеано во многобројни песни. Ликот на Дамјан Груев е символ на непокорност и самостојност и бројни револуционери го носат неговото име како прекар. Партизански одреди, партизански единици исто така го носат со гордост името на Дамјан Груев. Партизанскиот одред кој што е формиран 1942 година во Смилево, во пазовите на Бигла, има активност во спречување на одбележување на Илинденското востание на окупаторските сили во Илинден 1942 година. Овој дух на револуционерите од Илинденското востание преку формирање на независна држава во 1992 година ни остави една обврска на нас, сегашните генерации и на идните генерации, да го негуваме ликот и делото на Дамјан Груев. Особено Министерството за одбрана со посебен пиетет го изучува делото на Дамјан Груев и се формира во рамките на Министерството за одбрана и институциите во Република Македонија Универзитет за национална одбрана, безбедност и мир, кој што ќе го носи името на овој славен македонски револуционер Дамјан Груев.